почитувани колеги светници, почитувани представници на Општинската управа, јас свикувам 46-та седмица на Советот на Општина Великапија. За дневен ред имаме 9 точки на дневен ред, предвидени 9 точки на дневен ред, имаме 3 записници. Советот ќе се одржи во просториите на Општина Великапија, почеток 14 часот. И за работа на седмицата го предлагам следниот дневен ред: усвојување на записникот од одржаната 45-та седмица на Советот на Општина Великапија. Може би за него да отвориме расправа во однос на 45-та седмица на Советот, односно по записникот од одржаната 45-та седмица на Советот на Општина Великапија. Дали некој има разбор? Пошто никој не има разбор, го затвора претресот по однос на записникот и записникот од 45-та седмица. Оставам на гласање кој е за ваше предложение од записникот од 45-та седмица. Молам да не рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Усвојување на записникот од одржаната трета итна воредна седмица на Советот на Општина Великапија. Отварам расправа по однос на третата итна воредна седмица, која што беше одржана на 15.11. прошлата година, 2024 година. Отварам расправа. Пошто никој не има разбор, за да заклучена претресот и записникот за третата воредна седмица на Советот на Општина Великапија. Го ставам на гласање кој е за предложениот записник. Одржавата трета седмица, молам да ја рака. 5 гласа за, дали има против, дали има воздржани. Няма воздржани, благодарам. И уште еден записник одржана исто така воредна итна воредна седмица од 14.5.2025 година до 16.30 часот. Отварам расправа по записникот одржаната четврта итна воредна седмица. Пошто никој не има разбор, го заклучувам претресот и записникот го ставам на гласање. Кој е за вака предложениот записник, молам да ја рака. 8 гласа за, дали на против, дали на воздржани, благодарам. Продолжуваме со предложениот дневен ред. Точка број 1, заклуп. Предлог одлука за резервирани средства во буџетот на Општина Великапија за експропријација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење. Изградба на улица 5 во село Корешница. Точка број 2. Предлог одлука за резервирани средства од буџетот на Општина Великапија за експропријација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење. Изградба на улица 7 и 20 во село Корешница. Точка број 3. Предлог одлука за доделување на еднократна парична помош за семејства што имаат првачи. Точка број 4. Предлог решение за именување на трасерата и членови на Општинскиот совет за безбедност и сообраќај на патишта во Општина Великапија. Точка број 5. Предлог решение за давање на согласност на извештај за финансиско работење на ЗЈП стационар Шепа Кавадраци за период од 1.1.25 година до 31.3.2025 година. Точка број 6. Предлог решение за давање на согласност на финансиски извештај на ЈПП Бошова од Великапија за период од 1.1.25 година до 31.3.2025 година. Точка број 7. Предлог заклучок за усвојување на извештај за реализирани трошоци по програма за организирање на манифестација Свети Трифун 2025 година во Великапија. Точка број 8. Разгледување на барање од физички и правни лица. И точка број 9. Советнички прашања. Кој за вака предложение на дневен ред? Отвара расправа по дневен ред. Пошто никој не има разбор, кој е за вака предложение од дневен ред? Молам да не рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздржани. Благодарам. Почнуваме со точка број 1. Предлог одлука за резервирани средства во буџетот на Општина Великапија за експропријација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење. Изградба на улица 5 во село Корешница. Што е представењето? Значи, за да може да се спроведе експропријација за изградба на улица 5 во село Корешница, согласно законот за експропријација, потребно да се донесе ова одлука за резервирани средства во висина од 237.000 денари
и тоа за површина од 632 метри квадратни. Може би некои од советниците се сеќаваат дека ваква одлука исто беше донесена на 2.11.2023 година, меѓутоа не беше изреализирана самата експроприација, не беше спроведена постапката од причини што тогаш приоритет беа експроприациите во село Чипек, Партизанска 4, овие две улици некако не успеавме да ги извршиме експроприациите, а на проценката е со важност од една година и заради тоа имаме сега нова проценка и нова одлука е потребно да се донесе, за да можеме да ги почнеме постапките за експроприација. Добро, расправа. По првата точка од дневниот ред. За резервирани средства во будучност општина за експроприација на земјиште за градење на јавен интерес за локално, значи изградувањето се село Пршица, става на глас кој за предложената предлога во однесен рак. Едногласно овој глас за на кој нема да држи мислам. Точка број 2. Предлог одлука за резервирани средства во будучност општина Демиркапија за експроприација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење, изградба на улица 7 и 20 во село Корешница. Povedете. Па исто како што кажете за претходната одлука, и оваа одлука беше претходно донесена на 2.11.2023 година. Меѓутоа, како што кажавме, од финансиска гледна точка, како и приоритетот на другите проекти кои што претходно беа одобрени, а за кои што бевме задолжени да спроведеме експроприации, значи сега повторно, поради нова проценка, бараме донесување на одлука за резервирани средства во буџетот на општина Демиркапија во висина од 882.000 денари заради реализација на изградба на улица 7 и 20 во село Корешница, и тоа за вкупна површина од 2.352 метри квадратни. Се надевам дека ќе ги спроведеме. Ќе ги отпочнеме, да. Отварам расправа по втората точка. Еде некои напрашања или пошто никој нема разбор, предлог одлуката за резервирани средства во будучност општина Демиркапија за експроприација на земјиште за градење на објект од јавен интерес за локално значење, изградба на улици 7 и 20 село Пршица, става на гласен кој за предложената предлог одлука. 9 гласа само на против, няма одржан и благодарам. Точка број 3. Предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства што имаат првачки. Тоа ставаме да ги Значи, ова предлог одлука произлегува од програмата за социјална заштита за 2025 година на општина Демиркапија, каде што во самата програма предвидена е мерка субвенционирање на семејства кои имаат запишано учење по прво оделение во учебната 2025-2026 година во општинското основно училиште. По табеларниот преглед на програмата предвидена е финансиска рамка за реализација на оваа мерка, а тоа е во вкупна вредност од 150.000 денари, што значи дека за 30 предвидени се 5.000 денари, за 30 превачење. Преска добивме информација дека неописниот рок за превачењето беше од 1 мај до 31 мај и во нашето основно училиште запишени се 27 превачења. Во оваа одлука се предвидува еднократна парична помош, како што кажа, во нето износ од 5.000 денари получени, а во член 2 предвидени се документите кои што треба да бидат доставени за да може да се оствари ова право. Врз основа на оваа одлука, општина Демиркапија ќе достави соопштение на веб страната каде што ќе ги информира родителите во кој рок треба да ги достават овие барања за да може да се донесат поединечни решенија и да истите се изреализираат на наредниот период. Расправа по предлог одлуката за доделување на еднократната парична помош за семејства кои имаат превачен. Се надеваме че ќе ги видиме овакви бари точки на дневниот ред за овакви бари ради. Повеќе дечи. Некако да стигне до сите, затоа што некои се по-заранени во категорија, за која не стигне информација.
школото, да, значи ние ќе ги сконтактираме, да. Некој си го пропушта. Да си го искористи детска. Пошто никој не разбори, да заклучувам претресот и предлог одлуката за изделување на еднократна парична помош за семејства Шуна Прваче ја ставам на гласен кој за предложението предлог одлука на Ломитвен Рак. Едногласно 9 гласа на поддржано. Точка број 4. Предлог решение за именување на председател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќај на патишта во општина Димитркапија. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, општините се должни да формираат општински совети за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тие општински совети се формираат на предлог на Републичкиот совет и во прилог во документите ја имате одлуката за предлог членови на општински совет. Таму се во главно командир на полициска станица, водещ на безбедносен регион за Неготино, за Демиркапија и наставник по техничко образование од основното училиште. Тие се предлог членови, сега треба да помилиме на совет, да им пратиме ако е изгласано кај нас, ќе донесеме одлука да се тие официјални членови на Општински совет за безбедност на сообраќајот. Не е било проблем да ги прочитаме чисто. Да. Значи, за членови на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Демиркапија се предлага Горан Колев, командир на полициско одделение за безбедност на патниот сообраќај ВГ ППС Неготино, председател. Елизавета Ристова, водич на безбедносен регион, полициско одделение Неготино, Стефан Димитриевич, полицаец во Неготино, Никола Николов, управител на станица за технички преглед Неготино и Ница Гайдаджиева, наставник по техничко образование. За предлог решението за именување на председател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Димитркапија. Дали некој да разбор? Пошто никој не разбор, заклучувам претресот и предлог решението за именување на овој општински совет е ставено на гласење. Кој е за рака предложението Општински совет за безбедност на сообраќајот на Ломитвен Рак? Едногласно 9 гласа за, няма против, не задржано. На пета точка предлог решение за давање на согласност на извештај за финансиско работење на ЗЈП стационар Шепа Карадаци за период од 1.1.2025 година до 31.3.2025 година. Значи, немаме представник од јавното предпријатие Шепа, меѓутоа ја само можам да кажам дека веќе од мај месец Шепа има дозвола да врши заловување на учења скитници и од кај нас како лице за контакт е комуналниот инспектор, значи Тони Карантилов, каде што во соработка со него ќе се вршат тие заловувања на територијата на општина Демиркапија, инаку како што може да видите и во самиот извештај даден преглед на приходи и на расходи за периодот од првиот квартал од текомната 2025 година, значи од 1.1. до 31.3, каде што веќе Шепа има 7 вработени, директор и препежно се такви трошоци има спроведено, значи јавни набавки кои што им се потребни за нивната дејност и недостатоците за управниот и надзорниот одбор. Се надеваме дека за полугодишниот веќе имаме представник од Шепа, каде што може да каже дали веќе ги вршат активностите кои што се согласно нивните надлежности. Дали отвора расправа. Пета точка. Дали некој да разбор? Збор го заклучувам претресот и предлог решението за давање на согласност за извештај за финансиско работење на ЗЈП стационар Шепа Карадаци за период 1.1. до 31.3.2025 година. Која се рака предложено финансиско извештај во Ломитвен Рак? Едногласно 9 гласа за, няма против. Точка 6. Предлог решение за давање на согласност за финансиски извештај на ЈП Бошово Демиркапија за период од 1.1.2025 година до 31.3.2025 година.
дава представникот Боша. Се едногласно. Поведете. Добар ден, поведете. И вече отворите носка да поведете. Седнете се. Уште еднаш. Точно шеста точка на дневен ред, предлог решение за даване на согласност за финансиски извештај на јавното комунално предпријатие Бошева Демеркапија за период од 1.1.2025 година до 31.3.2025 година. Уверете имаме представник. Одлично, финансискиот извештај е слика за работењето на предпријатието ЮКП Бошева во првите 3 месеци. Така да можеме да почнеме со тоа што во првите 3 месеци во однос на бројот на вработени во ЮКП Бошева, може да кажем дека имаме 25 вработени заедно со директорот. Моменталната состојба која што е во предпријатието сега е 24 вработени. Работата е распоредена во 3 оделенија. Оделение за административни работи, оделение за водна канализација, пазари, градски гробишти, оделение за комунална хигиена, јавно зеленење и магазини. Во однос на билансот што се однесува на водоснабдувањето, можеме да кажеме дека кај правните лица имаме 2025 драстично намалување на фактурирањето. Износот е 11.719 за разлика од 24 година, кога имаме 22.796 метри кубни. Кај физичките лица фактурирањето е 34.510 метри кубни во 2025, во однос на 24-та кога е 34.356 метри кубни. Поголемата разлика на намалување кај правните лица претежно се состои на намалување на бројот на предпријатията на кои што се фактурира. Во однос на остварениот финансиски резултат, може да се види дека кај приходите вкупните приходи се намалени во однос на 24 година за 16%, тие изнесуваат 3.957.763.000, а кај расходите исто така може да се забележи дека имаме мало опаѓање на 5.313.026 вкупните расходи или намалување во однос на претходната година за околу 4,9%. Купните ненаплатени обврски према добавувачите до 31.3.25 изнесуваат 4.295.301 денар. Во однос на билансот, што реков на приходите и расходите, може да се види дека предпријатието првите 3 месеци завршува со загуба, остварена загуба од 1.362.263 денара. Заликата на суровините и материјалите до 31.3 изнесува 986.836. Кај процентот на наплата на јавното предпријатие може да се примети дека имаме исто така кај правните лица намалување, за разлика од претходната година, која што претежно се должи што најголемиот потрошувач има платено на 22.4.25 и како резултат на тоа имаме помал процент на наплата, а овдека е изваден процентот до 15.4. Така да за тоа имаме нешто помал процент кај правните лица на наплата. Тоа е во однос на извештајот, што може да се каже вака кратки црти првите 3 месеци не е баш. Добро. Тука се вие поведат процедура на колеги советници за поставување на прашања, коментари, велите да се обясняват. Финансиски извештај во финансиски извештај. Оваа дејност на предпријатието од транзиционната капиталност многу гледа дека не секој месеци, не секој квартал патенатно, така да не е нешто што не познаваме. Мене се грижува друго. Јас повеќе да видам дека ово комунално предпријатие Бошева работи со позитив. Значи секој извештај е негативен. Дали квартален, годишен, така напред, се се негативен. Тоа се работи на помош од општина, на помош од ова, од програми, од министерства, од струја и што така напред, предпријатието никако да трпи. Видите сега,
Сега, одиме на остварен финансиски резултат. Приходи од година намалени за 23%. Приходи од канализација намалени за скоро 30%. Приходи од свет во минус. Приходи од пазар во минус. Нема една позитивна работа. Пазар, има две, они што покрива општина. Кога ќе дадат пари општината, тоа се за одржување на заеднилото и за приходите од јавна чистота. Значи, таа ќе општина ќе дадат, таа е овако. Мене ова ми кажа нешто друго, значи јас ако физичен не сакам да поддржам и нема да поддржам никако, бидејќи во минатите 4 години не видам една позитивна работа. Многу пати кажував на тоа, реагирав и градоначалник и така натаму, мислам дека за ова не е никој друг пример, многу сме неразрешени на предпријатието, мислам дека е неспособен, неколку барав проблемот на градоначалникот во советнички прашања, меѓутоа веројатно дел од советниците градоначалникот остварено не ги на таквата работа, и тоа е резултат на уште еден негативен извештај. Оваков извештај јас не би поддржал, за мене е срамно да се дојде од менеджерство тим да пуште на седница на столот некој извештај со година. Така да ова е крајно несериозно. Јас гласам против. Дали има друг за прашања и дали? Пошто никој друг не го разбор, го заклучувам претресот, односно на предлог решението, задавање на согласност за финансиски извештај на ЈКП Бошна демократија за периодот од 1.1. до 31.3.2025 година. И исто предлог решение го оставам на гласање. Кој е за вакво предлог решение? Молам да крене рака. 5 гласа за, 1 против, 4 гласа против. Поминуваме на следна точка од дневен ред. Предлог заклучок за усвојување на извештај за реализирани трошоци по програм за организирање на манифестацијата Свети Трифон од 2020 година и Катедрата. Повелете за демографија. Вака, значи, согласно програмата за организирање на манифестацијата Свети Трифон 2025 година, која беше донесена на 31.1. која е донесена од страна на градоначалникот на 31.1.2025 година и одобрена од страна на Советот со одлука исто од 31.1.2025 година, каде што се наведени активностите со финансиска рамка за реализација на предложената програма во вкупна вредност од 280.000 денари со вклучен ДД. Во прилог е извештајот за реализирани трошоци по програмата, каде што се наведени активностите со финансиските средства кои што се потрошени за одделните активности со вкупна вредност од 215.704 денари. Не би сакала сега да ги читам поединечно сите активности. Да, ако имате прашање, поделете. Имаме пред нас расправа по следната точка. Извештај за реализирани трошоци и за организирање на манифестацијата. Дали е тоа разбор? Повелете. Ова е предвидено во буџетот. Како? Пари изведени во буџетот. Да. Кога се пари се потрошени во администрацијата, што добре. Одобрени беа 280, меѓутоа се помалку потрошени, 215. Да. Интересирала е, инвеститорски услуги рад грдни. Јако што се каме рад грдни во Охрид. Не, има тука. Каде? Сендичарата што е, така се вика назив. Сендичарата тука што каши земја. Андреја, сендичар. Не знам за тоа е рад. Така, подружница има, да. Рад грдни во Охрид. Ти ги уопште знаеш. Да. Сите катари Европска Ова за грдни. Упатване на монетите на таборот од 90 до 49. Да. Ова вече не Не, да,
Не една вечер, защото тоа е професионален театар, точно. Набавка на Ситалон за Бин 24 години. Тоа е Лјотара е компани. Не знам, можам да прашам во финанси. Меѓутоа, тоа е за биното кој што ни беше донација од... Не е донација, него Не, бината ни беше донација, сантилонот заради тоа што беше површината многу лизгава и не беше погодна за настап на играорците. Не можеа да имат изведба и заради тоа беше едно идеално решение да се набавят тоа кој што и во иднина ќе се користи и за други настани, не само за Свети Трифон. Јас знам подоцна ова бината, баш пошто веќе неколку манифестации заветни најмуват, не? Да. Некој што ме кошташе едном. Па некаде до 100.000 денари веќе, да. И после тоа беше изработена бина за потребите на општина Демократија од страна на турската фирма која Така, да. И сега ние имаме собствена, слушам општина Демократија има собствена бина и сега купене само синкалон да се покрие за да не се изграби. Површината беше многу лизгава, за да може да се изведува, особено, например, за играорците беше непогодно да се играе на таква површина. Да, беше мала слова. Да. Тој ќе се користи и за други манифестации, не е само за Свети Трифон. Пошто никој не има разговор, заклучувам претресот по предлог заклучок за усвојување на извештај за реализирани трошоци со програмата за организирање на манифестации Свети Трифон за 2025 година во Демократија. Седмите ја ставаме гласен кој за вака предложената предлог заклучок. Молам. 5 гласа за, дали има против, дали има поддржан. 4 поддржан. Да, треба да го. Ги разгледуваме сега барањето на физички и правни лица, за да пред советот расправа. Имаме неколку барања до својот на општина Демократија од поштување Филип Донов. Покривам се финансиски средства за обезбедување на празната делите. Како се обезбедување на финансиски средства за бизнес и делите се потrebно за обезбедување на празната делите. Реално имате специфична традиција за време. Во село Прждо, за испраќање. 9.000 денари, која е за вака предложената сума, молам да не рака. Едногласно, 9 гласа за. Барањето беше навремено доставено, меѓутоа кај нас од архива не доставено. Така, малце покасно на седмица. Трговен одбор Свети Атанасиот, село Прждо, општина Демократија, барање за материјал, врз основа на укажаната потреба раководство на црковниот одбор од Свети Атанасиот, село Прждо, бараат за општина Демократија да ги помогне материјални и финансиски последувања. Градежни материјали, да ги читам поединечно. Одлучихме да излеземе на пресвет со 30.000 денари. Кој за вака предложената сума, молам да не рака. Едногласно, 9 гласа за него против. Барање за Шиштуа, содржање Сакали Марку, однос на еднократна парична помош. Здравствена состојба. Одлучихме да излеземе за пресвет со 6.000 денари, која е за вака предложената сума, молам да не рака. Едногласно, 9
барем на църковен отбор от Свети Никола Целоприсуда. Парични средства за помощ при организиране на църковния пролет на Свети Никола. Получихме да помогнем с съдействие идея, кой за рака предложение да се намогне на рака. Едногласно, гласи знание, на въздържане. Чуване Спаси Симеон от общината Меркатия, еднократна парична помощ заради лекуване. Има доставена лекарска документация, която ще беше отведена. Получихме се на бедност 15 000, това е сегашна предложената сума на тренерата. Едногласно 9 гласа за на поддържането. Барене от Дом на културата Мирка Гинова за еднократна парична помощ в Движение Фундация Кулуи, Капия, за организиране на фестивал Без рамка за 2020 година. Има тук финансова конструкция, защото ако ще бъде потребно за организиране, пола бъде на държуване на вече традиционална манифестация, вършите да помогнем с 150 000 дня, това за предложената сума на лобната тренера. Едногласно 9 гласа за барене до Соедна община Демократия за еднократна парична помощ за Сдружение Фундация Кулуи, Сдружение за малък футбол, за Петровден, в село Бистрица Демократия. Има финансова конструкция, пресметка, получихме да помогнем общината да участва с 50 000 дена спонсорство, кое за върха предложената сила, половина тренераха. Едногласно 9 гласа за, няма въздържане. Почтуваната Душа Каристова, събаряне за финансова поддръжка на документарен сериал на Чехор Дораев. В рамка на продукция и сними епизода или двета, пък е биде посетена на Демир Капия, odnosno gledatelj predstavljanje lokalnih običaja, zanajete gastronomija, uvijek na топъл, изобно привлечен, инспиративен начин, който ще оградат идентитетът на градата в Ловата планина. Ще биде презентирано и се презентира канал от телевизия на другите телевизии. Получихме да общини на Капия спонсорира 30 000 дена, кой за предложената сума на Ловата планина. Ще има глас за, 9 за, няма против, няма въздържан. Барене, почтуване Християн Блажо Захарчев, ученик по събота у Георги Манов от Битола, е талентирана и ще оде на международна економическа олимпиада, където тя представила Македония на само да найдем това не точно, за да ви презентирам в Азербайджан на превър по математика. Така има 4, където ни учи в селото Георги Марунов в Битола. Получихме да помогнем с 30 000 дяха и за карта и останата работа. Кое за уважаемата сила на лобната тренерака? 9 гласа за, няма против, няма въздържане. Успяваме доста да не презентира, да следват награди и там. Това е за еднократна парична помощ от почтуваната Валентина Джорджиева. За еднократна парична помощ заради здравствена състояние. Получихме да помогнем с висина от 60 дена, кой за предложената сума на лобната рака, 9 гласа за, няма против, няма въздържани.
Преслица е во тек на изградба на црква, во која вие од Душна општината имате добивано финансиски средства во предходниот период за градба за уште за што искаме да го благодариме. Црквата има уште дополнително работи кои што треба да бидат завршени, кров, олтар, кубето, поставување на крстот и така натаму, одлучно да помогнеме со 30.000 деа, тоа е за предложение писано судова помогнење, но генерална 8 гласа за, нема против, нема воздържани. И мислам дека истрпливме сите точки сем советнички прашање. Началникот Не е присутен. отсутен, и благодарам поштовани средници, които се тоа работно недела да имате, тоа што тоа подречкаме, што во петок го одржуваме, среда,